Првите луѓе на финансиско-монетарниот сектор на Северна Македонија, Бесими и Ангеловска-Бежовска, конечно, наместо на виртуелни поради пандемијата, по 2 години присуствува на пролетните средби на ММФ и Светската банка во Вашингтон. Со виши представници од меѓународните финансиски институции ги утврдуваа насоките за идниот раст на македонската економија во услови на војната во Украина. Какви се најновите проекции за Северна Македонија, гувернерке? Меѓународниот монетарен фонд во текот на вчерашниот ден ги објави најновите макроекономски проекции со кои што всушност се обидува да ги процени економските ефекти од војната во Украина. Во овој контекст тој прави надолна ревизија. Таа надолна ревизија на економскиот раст се очекува кај сите земји, вклучително и кај нас. Така глобалниот економски раст по солидната стапка на раст од 6,1% минатата година, оваа година и наредната се предвидува на 3,6%, што е значајно успорување. Во однос на бројките за нашата економија, исто така се прави надолна ревизија на економскиот раст од 4,2%, колку што претходно очекуваше монетарниот фонд, сега прави надолна ревизија на 3,2%. Меѓутоа, со оглед на новонастанатата состојба со војната во Украина, колку се реални прогнозите? Може ли Народната банка да излезе со ревидирање на прогнозите? Во тек се макроекономски проекции кои што ги изготвува Централната банка, ние со последниот сет на макроекономски проекции кои што датира од октомври минатата година, очекувавме раст од 3,9% за оваа година, но со оглед на новонастанатиот шок и ризиците поврзани со тоа, тековно работиме на нови проекции и постои голема веројатност дека ќе има надолна ревизија и на нашиот раст. Банкарскиот сектор се покажа како отпорен во време на пандемијата и сега за време на војната во Украина. Уверувате дека е стабилен. Меѓутоа, колку домашните банки имаат капацитет да се справат со потребите на граѓаните и на компаниите? Каква е стабилноста на денарот во вакви услови? Воопшто не треба да постои никаква грижа во однос на стабилноста на девизниот курс. Како што знаете, Централната банка веќе повеќе од 2 децении успешно ја одржува стабилноста на курсот на денарот во однос на еврото, вклучително и во многу кризни епизоди со кои што сме се соочувале, што е јасна потврда за капацитетот и за адекватниот инструментариум кој што го има Централната банка во насока на натамошно одржување на стабилност. Министри, очигледно дека руско-украинската криза се одразува и врз македонската економија, иако нема директни последици од тоа. Цените на храната, на енергенсите поскапуваат како што растат на светските берзи. Некои економисти предвидуваат дека следи двоцифрена инфлација. Колку се реални ваквите тврдења? Ние реално во првиот квартал имавме 7,7% инфлација. Кај нас инфлацијата генерално сега во овој период е увезена инфлација. Многу ќе зависи како ќе се движат тие цени на европските пазари и тоа ќе се пресликува и кај нас со тоа што ние преземаме мерки за да го ублажиме тој ефект и веќе тие мерки даваат резултат. Што ако продолжи војната во Украина во следните 6 месеци? Како ќе се одрази тоа врз македонската економија? Тоа е најголемата неизвестност и во сите проекции така наречена корекција надоле како ризик што постои доколку продолжи војната. Сите овие ефекти ќе се пролонгира, односно ќе продолжат да траат во нашата економија, а секоја криза што продолжува таа истоштува. Така да ние се надеваме дека во овој меѓупериод се преземат сите мерки не само од наша страна, туку и генерално и во Европа и во меѓународните финансиски институции како да се прилагодат кон ваквите сценарија. И Бежовски и Бесими од Вашингтон посредбите во ММФ и Светската банка најавија дека глобалниот раст ќе биде значително намален годинава на светско ниво. Македонија нема да биде исклучена од тие трендови со оглед на кризата и инфлацијата поврзана со активната војна во Украина.